Почнуваме уште една работна седмица од месец февруари. Ова е новото издание на вестите на КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Граѓанското здружение за одбрана на Македонија вчера доби поддршка и во Кавадарци. Почитувани, како граѓани, интелектуалци од Кавадарци, незадоволни од последното случување во нашата држава и незадоволни што се прислушкувале илјадници граѓани од странски служби, а потоа материјалите да се искористуваат за внесување на раздор и незадоволство во земја. Се приклучуваме и му даваме целесна поддршка на граѓанското движење за одбрана на Македонија. Ова не го зборуваме од никакви политички побуди, туку како луѓе кои согледуваат дека сето ова има една единствена цел – стабилизација на Македонија. И затоа повикуваме да не се дозволи тоа и апелираме до сите граѓани да дадат целосна поддршка без оглед на нивната партиска и друга предел. Викендот Вардар се излеа во Велес и ги поплави населбите Шорка и Речани. Вардар ги поплави населбите Шорка и Речани. Викендов реката се излеа од коритото и поплави десетина куќија под вода, беа повеќе земјоделски површини. Поплавниот бран најинтензивен беше во саботата. Од раните утрински часови почна да расте нивото на Вардар. Обично стануваме у 5:20 за на работа и пиеме со жена кафе и го слушам бучи. Викам да е ветер, не ми се верува. Испаднав, појдов со фенер, бидејќи имам струја немаме. И што ќе видам? Хаос. Значи беше више со брегот рамен. Поради брзиот пораст на нивото на Вардар, во домовите останаа и десетина луѓе кои немале време да ги напуштат куќите. Поради ова мораше да интервенира и кризниот штаб. Со гумен чамец беа извлекувани граѓаните. Населбите Шорка и Речани повеќе пати се поплавуваат од високиот водостој на Вардар. Луѓето кои овде имаат земјоделски површини велат дека иако тоа е честа појава, сепак досега не се сеќаваат на волку висок водостој на реката. Имам јас бавче овдека, ама годинава 3-4 пати ја поплавува. И фазла. Има тука понагоре кои што чуваат и стока и све, али ова е нешто страшно. И течението на Вардар па овдека беше. Пред години, одека е течението на Вардар. Се има фанато сака што е повисоко, не е. Уште како е ситуацијата не знаеме, аврамантно е, викаат сите, ама докаде што е вода дојдена, не знаеме. Ностоп е под вода. Шести пат, да види за 7-8 години, е шести пат под вода. Не поплавува секоја година ни прави по 2000 евра штета. Инаку поради нарушена стабилност, во саботата времено беше затворен и мостот кај Башино село. Високиот водостој на Вардар пак поплави и половина од градскиот парк. Под вода беа тениските терени, тримпатеката и помошното фудбалско игралиште. Според мерењата на управата за хидрометеоролошки работи, денеска реката Вардар е на стабилно ниво. Инаку до локалната самоуправа до петокот пристигнале 4 барања за проценка на штети од поплавите. Од општина Велес велат дека денеска на терен е излезена комисијата која прави увид по пријавите. Унијата на жени и Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН и Кавадарци вчера организираа хуманитарна акција за собирање на помош за настраданите од поплавите во Македонија. Овој одзив пред се должи на нашата работа во континуитет, имено согласно програмските определби на Унија на жени. Ние како Унија на жени на ВМРО ДПМН во континуитет организираме хуманитарни активности. Меѓутоа, сега се работи за една исклучителен момент, каде што е мобилизирана целата држава и така и ние се приклучивме кон оваа голема акција да им помогнеме на поплавените подрачја кои што се наоѓаат на територијата на нашата република. И сметам дека добро ја завршивме работата. Инаку нашиот штанд ќе биде отворен уште еден час и ги повикуваме и сите граѓани кои што сакаат да се придружат слободно, иако е ова организирано од Унија на жени на ВМРО ДПМН, секако заедно со Унијата на млади на ВМРО ДПМН Кавадарци, можат сите слободно да се приклучат кон нашата акција и да собереме што е можно повеќе продукти, односно овде акцентите ставаме пред се на вода за пиење и на средства за хигиена и да им помогнеме на тие луѓе кои
што во моментот се наоѓаат во неволја. Како и во изминатиот период, така и денес Унијата на млади сили се вклучи во хуманитарната акција за собирање на вода, како и останати хигиенски продукти кои што се неопходни за семејствата кои што се загрозени во изминатите неколку денови од поплавите. Се вклучивме и ние како Унија на млади сили, заедно со Унијата на жени да донираме што можеме повеќе неопходни продукти за сите домаќинства. Местната заедница Ваташа не дозволува да се сечи шумата околу манастирот Свети Никола во Моклиште, бидејќи теренот каде е планирана сеча е ерозивно подрачје и е потенцијална закана за манастирот. Жителите од село Ваташа повторно реагираат на гласините дека е планирана нова сеча на шума околу манастирот Свети Никола во Моклиште од околу 300 метри кубни. За оваа расправа и советниците на местната заедница и донесоа заклучок дека не смее да се дозволи сеча, бидејќи со тоа се загрозува манастирот. Посебно загрижува тоа што местото каде што се планира нова сеча е ерозивен терен и постои опасност од лизгање на земјиштето, што е пак директна закана за манастирот. Ние како местна заедница знаеме дека имотот околу манастирот е собственост на МПЦ, но и Македонската православна црква треба да знае дека овој манастир е во атарот на селото Ваташа. Нашите дедовци и прадедовци го изградиле и се грижеле за него. Ние сме православни верници и нема да дозволиме некој тоа да го уништува. Исто така треба да се знае дека овој манастир е заштитен со закон и тој е културно-историски споменик. Затоа не смее ништо околу него да се уништува. Со уништувањето на шумата се прави и еколошка катастрофа, се уништува животинскиот свет кој живее таму, се вели во обраќањето на советниците од местната заедница до јавноста. За ваков проблем Ваташани реагираа и летото. Тогаш беше направен пустош на шумата над манастирот, но по реакциите на жителите сечата беше запрена. Од полнок повисоки цени на горивата. Поскапуваат горивата од полноќ. Цените од новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика стапуваат на сила од полноќ. Малопродажната цена на Евросупер БС95 се зголемува за 3 денари за литар, во однос на цената утврдена со одлуката од 26 јануари и со тоа цената на Евросупер БС95 сега ќе изнесува 62 денари за литар. Цената на Евросупер БС98 се зголемува за 3,5 денари и таа ќе изнесува 64 денари за литар. Малпродажната цена на Евродизел се зголемува за 2,5 денари во однос на цената утврдена од 26 јануари и сега цената на Евродизел изнесува 51 денар за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 2,5 денари во однос на цената утврдена од 26 јануари и со тоа цената на екстра лесно масло за домаќинство ќе изнесува 39,5 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот М1 се зголемува за 2,2 денари во однос на цената утврдена на 26 јануари и со тоа цената на мазутот изнесува 23,4 денари за килограм. Во првата доброволна акција за граѓанството, втората годинава Општинската организација на Црвен крст Кавадарци ја организира за вработените во винарска изба Тиквеш. Успешен почеток во полето на доброволното крводарување даде годинава првата доброволна акција организирана во просториите на локална самоуправа Кавадарци, наменета за граѓанството, а исти резултати Општинската организација на Црвен крст Кавадарци очекува и од втората акција. Закажана е за во среда на 11 февруари, а организирана за вработените од винарска изба Тиквеш. Оваа работна организација годинава ќе биде првиот домаќин на акциите кои ги работиме заедно со поголемите компании од градот, велат од Кавадаречкиот Црвен крст. Оттаму додаваа дека винарската изба Тиквеш е долгогодишен соработник на организацијата, а дел од нејзините вработени веќе редовни дарители. Акцијата в среда ќе се спроведува во период од 9 до 15 часот. Рековме ја организира Општинската организација на Црвен крст во соработка со Институтот за трансфузиона медицина Скопје, а е во рамки
врски со годишниот план за крводарување. Од Црвен крст информира дека слободно ќе може да даруваат сите вработени во винарска визба Тиквеш. Потенцираат дека правилата строго ќе се почитуваат и ќе се прима крв само од дарителите со одлична здравствена слика. На акцијата стандардно ќе се мери крвниот притисок, ќе се потполнува прашалникот, ќе се утврдува нивото на хемоглобинот во крвта, па дури потоа ќе се оди на дарување. Искуството, вели организаторот, говори за една работна организација која има доста хумани вработени, луѓе кои се несебични дарители и сакаат да помогнат. Според тоа, очекувана бројка е 30 на единици крв, но реално бројот може да биде и многу поголем, најавува Црвениот крст. Фотокино клуб Битола во саботата во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе ја имаше својата трета поред годишна изложба. 40 на одбрани фотографии, повеќето од нив наградувани на разни фестивали на надпревари за фотографија од вкупно 25 автори, членови на Фотокино клубот Битола, во саботата беа изложени во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци во рамките на нивната трета поред годишна изложба. За сите љубители на фотографијата одличен предизвик да ја видат изложбата и одблизу ги почувствуваат приказни кои ги раскажуваат авторите, заробувајќи мигови од секојдневниот живот на човекот од било кое место на планетата Земја. Во изминативе 3 години од постоењето на Фотокино клуб Битола, неговите членови активно се заложуваат за развој на уметничката фотографија. Од сите активности кои клубот ги превзеде во таа насока, посебно се издвојува светската изложба на дигитална фотографија Фотофест Битола 2014 под покровителство на сите поголеми фотографски асоциации, со што е направен голем исчекор напред. Водечка идеја е, велат од клубот, оваа изложба да прерасне во традиционална, со што нејзиното одржување ќе биде пропратено со низа пропратни настани поврзани со фотографијата, како што се работилници, предавања и самостојни изложби на познати фотографи. Оваа годишна изложба на Фотокино клубот Битола, вели председателот на клубот Коста Дупчинов, е ретроспективна и опфатени се поголем број на фотографии кои се примени и наградувани на разни државни меѓународни изложби, на кои нивни членови редовно земаат учество и забележуваат резултати. Ова е ретроспективна изложба што ја представува работата на клубот во текот на изминатата година. Значи, тука се изложени фотографии од 25 автори, сите се членови на нашиот фотоклуб. Значи, од прилика има околу 40 на фотографии и значително е да се каже дека голем дел од фотографиите беа примени на меѓународни изложби. Исто така имаме, можеме да се пофалиме со неколку фотографии што добија златен медал, имаме сребра многу и така да ова е се едни од најдобрите фотографии што ги направивме во текот, што ги направија членовите, се разбира, на клубот во текот на изминатата година. Што е вашиот престиж на редниот клуб? Па, Фотокино клубот Битола, значи, ревијално годишно учествува на голем дел на надпревари. Значи, немаме ние некоја конкретна цел, гледаме да учествуваме на што повеќе надпревари. Секоја година се разбира како членка на Фотосојуз да учествуваме на денови на македонска фотографија. Значи, се представуваме на сите државни надпревари за фотографија. Меѓутоа, исто е значајно да се каже дека се представуваме и на тие меѓународните. Значи, покрај тоа што се представуваме како автори, ја представуваме Македонија таму на сите меѓународни надпревари. 5 волонтери од Центарот за регионален одржлив развој од Неготино учествуваа на младинската размена Пустина, шума и мраз, интеркултурна соработка преку истражување на животната средина во Франкфурт, Одер, Германија. Четворица волонтери во Центарот за регионален и одржлив развој во Неготино, заедно со нивниот лидер, изминатата недела, односно од 31 јануари па до вчера 8 февруари, учествуваа на младинска размена Пустина, шума и мраз, интеркултурна соработка меѓу истражување на животната средина во Франкфурт, Одер, Германија. Преку најразлични презентации, волонтерите од Центарот за регионален одржлив развој ја представија нашата држава. Целта на оваа младинска размена беше да ги направи учесниците
учениците свесни за поврзаноста на културата и животната средина. Во оваа програма учесниците кои истражуваа ледениот свет посетија фабрика за производство на хартија, како и зоолошка градина во која се запознаа со животните кои се наоѓаа во овој период во Франкфурт, Германија. Покрај ова во овие активности беа вклучени интеркултурни вечери помеѓу учесниците, куклање како и филм. Преку истражување на разни еколошки простори учесниците се доведоа до повеќе културно разбирање, толеранција и солидарност. Ги истражија и донесоа заклучоците и решенијата за глобалните еколошки предизвици. На проектот учествуваа повеќе земји кои доаѓаа од различна животна средина и различни климатски услови. Во овој проект покрај Македонија беа вклучени уште 5 земји: Германија, Африка, Босна и Херцеговина, Полска и Велика Британија. Инаку овој проект се состои од 3 дела. Вториот дел ќе се одвива во Тунис, Африка, каде ќе се истражува пустинскиот дел преку различни истражувања и посета на неколку познати места, а третиот дел во Клуч, Босна и Херцеговина, каде предвидено е да се истражува шумата и дивите води преку спортски активности. На секоја од овие 3 размени ќе учествуваат по 30 учесници од секоја држава во 5 лица, 4 волонтери и 1 лидер. Локалната библиотека Страшо Пинџур Неготино по повод празникот Свети Трифун ќе организира надпревар по креативно пишување. По повод одбележувањето на празникот на винарите и лозарите Свети Трифун, локалната библиотека Страшо Пинџур од Неготино во петок на 13 февруари ќе реализира надпревар по креативно пишување. Овој надпревар е наменет за ученици од 5 до 9 одделение, а на истиот може да се пријават сите заинтересирани ученици од двете основни училишта во општина Неготино. Надпреварот, односно време траењето за пишување на текстовите ќе трае 1 час, а темите на кои ќе се пишуваат есеите, учесниците, односно учениците, ќе ги добијат на самиот надпревар. Сите заинтересирани ученици за надпреварот ќе може да се пријават најдоцна до четврток, директно во просториите на локалната библиотека или пак на телефонскиот број 361 616. Инаку надпреварот по креативно пишување ќе се реализира во петок со почеток од 10 часот во просториите на туристичко-информативниот центар Желкова куќа во Неготино. Евалуацијата на текстовите ќе ја врши стручна комисија, а прогласените победници, односно најдобрите ученици, ќе добијат пригодни награди, истакнуваат од локалната библиотека. За крај следува временска прогноза. Времето утре сончево, студено и ветровито со умерена облачност и максимална температура до 3 степен. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.